Со Ивана се сложивме дека вистина постојат многу наставни кои што се дел од културниот календар на Скопје на Македонија, меѓутоа и вистина станува дел од идентитетот на еден град. Да. Она што нам ни е особено важно да споменеме дека веќе речиси 5 децении, чинам дека од првите чекори на нашето детство низ сокаците и булеварите во Скопје, особено во текот на летото, се поистоветуваме со Скопското лето, кое што секој пат отвара плоштади, паркови, музеи, сцени на театар, изложби и така натаму. И вистина, од времето и денеска структурата можеби ќе се смени, меѓутоа чувството за Скопско лето не. Вистинско освежување во летните денови дава Скопско лето и програмата која што секоја година е различна, програмата која што од година во година се надградува, но и во чекор со она кое што и е потребно на македонската публика, а истовремено и на оние туристи кои што не поседуваат во текот на летниот период, а кога ќе отидеме некаде, сакаме да го доживееме она кое што го живеат тамошните граѓани, па така верувам и туристите дел од Скопско лето покрај македонската публика која што е воодушевена и од овогодинешната програма. Скопско лето го отвори своето издание на овогодинешно издание на 21 јуни, да, 47 издание, како подсетник дека и убаво објаснато, градот не живее само од она кое секојдневно го зборуваме како предизвик, сообраќај, градби, можеби метеж, дневно во трка со времето, сепак во тие попладневни или приквечерни часови време за оддишка во овие летни горештини и уживање во програмата на Скопско лето. А за програмата и за тоа кое што не очекува во текот на следниот период денеска во утринска на Телма зборуваме со Василија Чали, директорка на дирекцијата на култура и уметност, која што всушност е и организатор на Скопското лето. Василија, добро утро и добро дојдовте во утринска на Телма. Добро утро и ви благодарам на поканата. Со задоволство. Честитки за ова ново 47 издание кое што се отвори пред неколку дена. Можност да ете и актуелност, нели, во овој период да позборуваме за тоа кое што ги очекува сите оние кои некако верувам со оглед на веќе објавената програма си го нотира концертот кој што сакаат да го посетат, односно настаните кои се дел од овогодинешното издание. Со возбуда ќе продолжиме како и зад, така и пред камерите да говориме за програмата. Добро, значи, како што кажавте, нели го отворивме Скопско лето на 21-ви, продолжуваме со 40-дневна програма, годинава имаме 55 настани на различни локации, стандардни се нашите локации, значи на отворено, затворени концертни сали, имаме изложби нели во галериски простори, во музеи, имаме концертни настани, имаме настани кои што се на отворено на плоштад, во паркот на франкофонијата имаме настан, во Сулијан, генерално тоа се. Музеј на македонска борба, музеј на град Скопје, национална галерија во Чифте Амам, во Мала станица имаме настани, така натака, можеби се нешто и пропуштив. Да. Различни локации, секој автентичен сам по себе, веројатно и соодветен на настанот кој што е таму на тоа место. Во однос на организацијата, некако традиционално ние секоја година зборуваме за тоа. Со оглед на тоа што е навистина предизвикувачки да се направи програмата, која верувам се подготвува многу по претходно пред да започне нели нормално самото издание, но и да се прати она кое што е актуелно, меѓу другото да се слуша и можеби вкусот на публиката или тоа што би сакала да го види македонската публика. Па како беше нели организацијата и планот за формирањето на овогодишната програма? Да, значи програмата се спрема многу месеци однапред, дури година можам да кажам. Да, значи ние веќе сме во подготовка на програмата за 2027, затоа што ние со таа програма ја аплицираме во Министерството за култура и тоа не е нешто кое што можеш да го направиш за еден ден или за месец дена, така да ние сме веќе во подготовки на тоа. Значи програмата се прави постепено, се прави селекција, меѓутоа и од кога ќе направиме програмата, ние повторно ревидираме, значи се јавуваат и нови потреби, се јавуваат и нови изведувачи кои што сакаат да се вклучат во програмата или ние сакаме некого да вклучиме. Така да таа се надополнува постојано. Инаку, Василија, апропо на што го говоревме и зад камери, дека Скопско лето обстојува речиси половинек, што говори може и тоа за потребата на луѓето од култура, дури и во најтешките општествени периоди? Бидејќи живееме во немирен свет, кога зборуваме за политичкиот јазик, чинам дека
така како соодветно прашање само за публиката. Добро, мислам, Скопско лето е платформа каде што спојуваме, е мултиетничка платформа, значи ако веќе тоа го зборуваме и не е само мултиетничка, туку е мултижанровска. Значи на Скопско лето имаме различни жанрови, значи застапен е театарот, застапени се уметници, независни театри, застапени се соработки со институции, со културни организации кои што се од дома, кои што се од надвор, меѓународни амбасади. Така да буквално имаме луѓе од секаде, уметници од секаде, размена на програми, искуства со различни институции и организации. Можам само да споменам дека еве годинава имаме, значи во програмата се вклучени турски театар, албански театар, имаме соработка со турскиот културен центар Юнус Емре, со амбасадата на Виетнам, се зборувам интернационално, со Виетнамската амбасада од Софија, која што има тука седиште во Македонија, со Казахстанската амбасада. Значи, ние имаме соработки, иако некои од амбасадите и не се присутни во програмата, ние имаме сепак соработка со нив. Така да, програмата е интернационална, значи, и соработката ете со институциите. Можам да споменам дека еве сега следно на програмата ни е детската представа Патот на Баба Јага во соработка со Театарот за деца и младенци. Значи програмата е буквално и за секоја генерација. Да, и за секоја генерација, и за помладите, и за најмалите. Да, за секого по нешто и веројатно и по вкус и по возраст, но исто имаше еден впечатлив настан, односно отворање на Скопското лето со изложба која е посветена на 75 години од Државниот архив и со концертот Аманет во Свила, звуците на Македонија од Византија до денес, што најде на едни позитивни коментари од страна на публиката, сосема очекувано, одбележување на еден ваков јубилеј, но и изложба во Музеот на македонската борба. Така, значи, прво за изложбата би сакала да кажам, значи, јас сум исклучително благодарна на Државниот архив и на нивниот директор, секако и на тимот кој што соработуваше за оваа изложба. Значи, тоа беше еден микс некако на два интересни настани кои што се совпадна, бидејќи и самиот концерт имаше своја историска позадина, а и самата изложба, нели, е историска. Така да одбележувањето, нели, јубилејот нивни беше, мислам, најдобро дојден на Скопско лето. А во однос на концертот, мислам, ретка прилика, па дури можам да кажам единствена прилика да се слушне ваква музика во Македонија и да се доживее на таков начин. Мислам, самиот наслов, нели, кажува звуците на Минасе, ја се збуни веќе. Со оглед на тоа дека сте по вокација археолог, веројатно копањето по Минатото од Византија до денес. Значи, буквално имаше застапено ориентална музика, имаше еврејска музика, имаше византијска музика, средновековна музика, така да тоа беше на вистина еден исклучителен настан, исклучителен концерт, кој што ви кажувам, значи, ретка можност да се види, да се доживее, и јас се надевам дека овој концерт повторно ќе се повтори некаде во Македонија и надвор од Македонија, затоа што на вистина вреди ова да се види. Да, она што го споменавме зад камери, дека барем од овие неколку дена програмата не само што е, нели, фасцинантна, туку и посетители има и туристи, што е најважно. И бидејќи вие доаѓате всушност од светот на археологијата и културното наследство, а денес раководите, можеби, нели, со еден од најзначајните културни фестивали во земјава, дали можеби археологот во вас, Василија, се уште бара приказни од минатото, па токму затоа можеби и самиот архив и моменти, нели, се вклучени, а да кажеме дамата која што управува се обидува да создаде нови приказни за иднината. Така еден микс. Па да, видете, знаете како и ова е културно наследство, и Скопско лето е културно наследство, само нематеријално културно наследство. И да, јас се обидувам преку, нели, моето знаење од археологијата, историјата, културата, некако да го вметнам во програмата, во сето тоа, за да имаме и на некој начин, нели, можеби не така
представување некое се сега не знам научно истражувачко, меѓутоа да биде пак популарно и за популарната публика, да има пристап до тоа, да на некој начин тоа е едукација на публиката. Како не. И ве прашал бидејќи дека да прочитав дека во својата кариера и биографија сте работеле на локалитети Скупи и Стоби, во музеи на изложби. Што ве научи можеби работата, Василија, со артефакти за одговорноста што денес можеби ја имате апропо за живата култура која што ја гледаме? Па добро, тоа е, значи, зачувувањето на културното наследство, всушност сега го применувам во дирекцијата за култура, затоа што имате начин. Ова е, заштита на културното, како што кажав, нематеријално културно наследство. Значи, ние во моментов работиме и на зачувување на архивата на Скопско лето и на дирекција, затоа што по дирекција имаме и други фестивали кои што не се. Сочувана архивата добро и паметно и мудро. Затоа што сме сведоци на како знаеме попад да ги загубиме некои работи. Да, зачуване, значи се работи нели на нов материјал и на материјали кои што се треба да се дигитализираат, бидејќи нели веќе сме влезени во тој дигитален свет. Дел од материјалите се наоѓаат исто така и во државниот архив, значи тоа се материјали кои што се достапни и за пошироката публика и јавност, така? Да. Мислам, во текот на годините веќе и самата дирекција има и организирано неколку изложби каде што се представувани наназад, не знам, видеоматеријали, визуелни идентитети на самиот фестивал, па и на другите фестивали, јубилејни изложби. Се обидувате можеби некаков документарец да се создаде? Па да, се обидуваме, не сакам тоа да го откриам, се обидуваме да направиме некоја дигитална архива каде што која што ќе биде достапна до јавноста, која што нели нормално ќе биде поврзана со нас. Можеби за јубилејното 50-то издание, тоа би можела да го очекуваме. Но велиме треба да се ужива во моментот и да се искористи секоја прилика да може да бидеме дел од настаните и од овогодинешното издание на Скопско лето. Со оглед на тоа што е 47-мо издание, веќе и самото искуство по себе ја прави успешноста на програмата, но и неговата популарност и надвор од нашите граници. Па кога зборуваме за организацијата и комуникацијата со странските уметници и оние кои што заземаат дел од програмата, верувам дека и тоа се помалку е комплексно во однос на договарањето. Претпоставувам дека за голем дел од нив исто така е привилегија и можност да бидат дел од Скопското лето. Да, има доста голема заинтересираност, особено затоа што нели мислам фестивалот сам по себе е бренд. Да. И на многу од изведувачите потребна им е таа платформа, нели да се презентираат некаде каде што веќе има долгогодишно искуство. Ние сме во постојана комуникација со сите, ние сме во комуникација и со други фестивали за размена на уметници, за размена на артисти од различни категории, така да во тој сегмент немаме никаков проблем. Мислам, ние имаме и наши организации кои што се во комуникација со меѓународни уметници, така да тоа се некако гледаме да го склопиме во програмата. Инаку, што е може и потешко денес? Да се зачува едно минато археолошко богатство, вклучувајќи го секако и во случајот она што сте го работеле, па и Скопското лето, од заборав или да се задржи интересот на таа, да речеме, современа публика за уметноста? Затоа што, нели, зад камери говоревме дека 47 години нормално да се менуваат трендовите. Денеска сме... И да се пратат. Апропо, нели, дигитализацијата, бидејќи мислам дека некој пат се видам дојде генерација што ќе знае се за инфлуенсерите, нели? И алгоритмите, а можеби ништо за културното наследство. Затоа некој пат се видам и си го поставам прашањето. Видете, двете работи се исклучително тешки, и да се зачува и да се продолжи, нели? Мислам, позади сите настани и едната и другата работа си носи своја тежина. Да, така е. И мислам, и паралелно се работи и на двете работи. Паралелно се работи да се зачува и да се презентира. Затоа што од кога ќе го презентираме тоа веќе влегува во културно наследство автоматски. Еве 3 дена имаме концертите и веќе се влезени во архивата. Така да паралелно се работи на тие работи. Мислам, се трудиме, нели, тоа после да го презентираме во најдобро светло,
а дека треба да се работи на новите трендови, да, треба да се работи на тоа затоа што сепак треба нели да ја зачуваме и да ја заинтригираме помладата публика, па и да ја едуцираме. Вака, речеме, како дел од самата дирекција, можеби и организација, чувствувате дека имаме прилично убава, млада, жива енергија кај младите обсерватори, односно публика, за да ете и бидат и рецензенти, и критичари, и оние кои што ќе го дадат аплаузот на во случајот и Скопското лето. Да, има како две групи да се поделени. Да има и таква публика која што е заинтересирана, а има и публика која што најверојатно се уште не дошла до тие информации или не се заинтересирани да дојдат до тие информации, но како што кажав, наша задача е нели да ги едуцираме, да допреме до нив. А тоа секако на некој начин успеваме да го направиме преку социјалните медиуми, затоа што тоа е медиумот каде што они највеќе се секогаш е добредојден и неопходен тој баланс, се разбира за различната возрастна група и различната публика во тој поглед и како велиме да ги задоволува и едните и другите вкусови или интереси. Вчера беше концертот на Џијан Неимин и Ѓорги Шаревски, а она кое што се очекува во следниот период и што би можеле да најавиме за до крајот на оваа недела и да ги поканиме нашите гледачи, меѓу другото да потсетиме и каде може да ја погледнат програмата за зборуваме за месец и половина. Кога сакаат и каде сакаат. Програма. Добро, значи сега имаме 52 настани, не остануваат до крајот на нели ова издание. Како што кажав, следува нели театарската представа, детската театарска представа. Имаме промоција на книга утре во музеот на македонската борба на доктор Наташа Деденко. Потоа следни настани се сега вака малку низ програмата лутам и јас. Значи многу бројни се. Да, имаме неделава имаме две хорски представувања, тоест имаме еден концерт на хорот, градскиот хор Вардар, Скопскиот градски хор Вардар и Тетовскиот хор Балтепе. Они заедно ќе учествуваат на концерт, Блесоглас се вика концертот, потоа аматерскиот женски хор Фрида. Наредните денови имаме и театарски представи на албански театар, турски театар, две на турски театар имаме представи, потоа имаме последователно, мислам дека се 3 настани кои што се на отворено на плоштад. Тоа се настаните на Кути и Линден. Потоа имаме во соработка тоа со Агенцијата за иселеништво од Македонија, два народни ансамбли доаѓаат од Австралија. Доста интересно затоа што се тоа наши луѓе кои што ја пренесува, кои што живеат таму и не ја негуваат традицијата, а сепак сакаат да ја представат тука во Македонија. Виетнам, потоа следува потоа концертот на Next to Silence, исто така джез концерт, имаме исто соработка и со джез оркестарот, спремаме нешто доста интересно, изложба и настан по повод нивното одбележување на 10 години, фин проект на Никола Стојановски, тоа е мултимедијален, поетски мултимедијален настан, поетроника се тука, сега не знам веќе да не заборавам и завршуваме со музичка младина. 52 настани до крајот, како што кажа и спомена Василија, до крајот на Скопското лето, кое што само пред некој ден и започна, а ги забележавте овие фотографии пресни што се вели од самото одржување и отворање. Така што доколку во овој период си барате мала оддишка, сите овие отворени што се вели сцени на отворено, па и затворени, секако тука се да ги посетите и да уживате, да не биде никој пат здодевно. Скопското лето секој пат нуди една прилика за апсолутно, да, рековме едно вистинско освежување во летото или во тие долги топли летни денови во кои што секогаш ваквите настани се добродојдени. Василија, ви благодариме за гостувањето, посакувам уште едно успешно издание, несомнено дека ќе биде така и во сите оние останати активности или тоа кое што го очекува македонската публика или македонската јавност, ќе бидеме во тек за да ги информираме. Ви благодарам на поканата. Во секое време.